Епидемиолошката состојба се смирува, а бројките се во опагање. На инфективно оделение во Струмичката болница има 20 на пациенти кои примаат терапија против COVID-19 и 10 на кислородна поддршка. Првиот човек на болницата Кузмановска вели дека општиот притисок на болницата е намален, но во никој случај не треба да се занемаруваат препораките и мерките за безбедност пропишани од Комисијата за заразни болести. Успеавме во изминатиот период да го изменаџираме тоа со здравствените работници и персоналот. Јас се надевам дека во период како што следува ќе опаѓа уште повеќе бројот, меѓутоа останува да ги почитуваме оние мерки кои што ние како здравствени работници ги препорачуваме и се разбира да продолжиме со процесот на имунизацијата, што знаеме дека најголем дел од пациентите кои што завршија со потешка клиничка слика, па дури со летален исход се невакцинирани пациенти. Струмица во моментов е со 14 активни случаи на COVID-19. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи во земјава. Најзастапена е возрастната група на лица од 60 години, а најмал број е регистриран кај децата од 9 годишна возраст, кај кои во споредба со претходната недела се бележи намалување од 46,9%, стои во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во текот на минатата недела во земјава биле вкупно пријавени 372 реинфекции, со намалување за 31,5% во однос на претходната седмица, а заклучно со 6 март регистрирани се вкупно 10.858 реинфекции, од кои кај 27 лица тоа биле реинфекции по втор пат. На неделно ниво биле пријавени и 44 смртни случаи во 17 градови. Најголем дел од нив се од Скопје. За време на целата пандемија има вкупно 9.086 смртни случаи.